Добро вечер. Ако сакаш да уништиш една нација, почни од образовниот систем. Високото образование тоне од година во година. Државниот универзитет укиме на самото дно на Шангајската листа, приватните воопшто ги нема. Секојдневно сме сведоци на скандали, на најблаго кажано сомнителни дипломи, титули, звања и назначувања во академската заедница. Основците и средношколците учат од скрипти и трпеливо чекаат учебници. А кога ќе ги добијат, треба да поверуваат дека Бугарија е на запад, а Монт Еверест е висок 29.000 метри. Наставни програми во кои недостасува квалитет, систем на образование во кој не се препознаваат талентите на секој ученик одделно, за потоа тој да се насочи кон интересите и да се извлече максимумот од него. Одливот на мозоци го сакати потенцијалот во Македонија. Сепак, во Македонија нема недостаток на талентирани, амбициозни и посветени млади, кои покрај сето ова не се откажуваат и ги поместуваат границите во образованието и во науката. Вечерва ќе разговараме со Стефан Неделковски, кој летечки во рекордно време го заврши медицинскиот факултет во Скопје со просек од чиста десетка. И со Јан Стефановски, средношколец, кој со своите 17 години веќе има освоено десетици медали и признанија за своите знаења во областа на природните науки. Средношколец кој успешно ја стави Македонија на мапата на светската наука. Одиме со реклами, а потоа се враќаме во студио за да го почнеме разговорот со брилијантните гости. Добро вечер. Се враќаме во студиото на Топ Тема, а со мене вечерва е Стефан Неделковски. Стефан, добро вечер. Добро вечер до вас. Првенец на генерација во основното училиште, првенец на генерација во средното училиште. Сите испити дадени во рекорден рок, просек 10.0. Да напоменам, станува збор за медицинскиот факултет. Значи, сепак се може, ако се сака, нормално. Да, би рекол дефинитивно доколку се сака, доколку се има желбата и страјноста, се може. Од старт можам да забележам дека имаш афинитети кон природните науки. Во средното училиште првиот надпревар ти е по предметот хемија. Така? Да. Добиваш, таму освојуваш која награда? Прва награда на државно ниво во втора година од средното образование, имав и претходно успех уште од основно и по хемија на државни ниво, а меѓутоа крунисано беше со првото место на ниво на држава. Сега интересно е што од ПМФ добиваш стипендија да студираш на институтот по хемија, но сепак ти се одлучуваш да студираш медицина. Зошто? Во тој момент немаше да ви дадам сигурно добар одговор зошто. Така, добив стипендија од Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет, бев примен и во Германија, во Ахен универзитетот, исто така врвна институција за од областа на хемијата. Меѓутоа некако последен миг решив да ја целата моја љубов кон природни науки да ја преточам некако во нешто што гледав дека најмногу би имало секојдневна практична примена, тоа беше медицината. И така буквално последните мигови од роковите за апликација аплицирав на медицинскиот факултет и можам да кажам дека беше правилната одлука гледано сега вака. Да, од оваа временска дистанца. Да. Но средното училиште не беше насочено, не учеше средно медицинско, туку општа гимназија. Да. Ти требаше ли малце повеќе време за подготвување, за да можеш да влезеш, затоа што сепак медицински факултет е, ако не најпрестижен, еден од најпрестижните во Македонија? Се согласувам и после влегувањето, предавањата кои што ги слушав од еминентните професори уште во прва година, на моменти дури ми беше навистина гледав разлика споредено со колегите кои што доаѓаат од насочени средни училишта, односно од медицински средни училишта. Така да времето на прилагодување би рекол дека да, ми беше подолго од доколку би бил на пример на насочено во средно насочено училиште, односно во средно медицинско. Меѓутоа со Но сепак не беше хендикеп. Не беше во ниту еден момент, баш напротив, ако се свати како нешто што треба да не мотивира дополнително, тогаш може да биде и на некој начин да ми помогна повеќе, него да речем дека ми беше хендикеп. Мора да се нагласи просек 10.0,
не е многу често некој да го заврши медицинскиот факултет со чиста 10 просек. Ти студираше општа медицина, 6 години. И се сеќаваш ли само колку испити се, бројката ја памтиш ли на испити, колоквиуми, сесии испитни? Бројката, доколку станува збор за 76 предмети, од кои што скоро секој имаат по 3 колоквиуми, потоа усен испит, потоа практичен испит, сигурно имало колоквиуми испити преку 300, би рекол дека дефинитивно станува збор за таква голема бројка. Меѓутоа, точно не можам ниту да се сетам, ниту пак пробувам да се навратам на тие колку навистина била точна бројката, меѓутоа станува збор за континуирана проверка на знаењата во текот на целата година, повеќе пати по ист предмет на различни начини, навистина е на импозантна бројка. Но и континуирано надградување на знаењето, секако затоа што тука си предавањата и праксата. Она што ме интересира мене секако и повеќето е дали од самиот старт ти беше цел, го завршувам медицинскиот факултет со 10-0 просек? Ќе одам на 10-0 просек. Дали го бркаше воопшто просекот кога почна да студираш? Не, би рекол дека не го бркав од самиот почеток. Гледано сега, нормално како и во сите факултети, дека нормално самата оценка не е целосно мерило на знаењето за понатаму што би го применувале во пракса. Меѓутоа во тие моменти кога бев студент, тоа беше единствениот повратен одговор кој што го добивав. Ако самиот професор каже дека тоа браво, навистина добро си го совладал материјалот, тоа беше најголемо достигнување за мене што можам да го имам за тој предмет. Повеќе им беше тоа мотив него самата оценка. Меѓутоа кога тие две нешта дојдат и се случат истовремено, тоа е само уште поголем мотив за останатите полагања да ги спремам на ист таков начин, да вложам ист таков труд со цел повторно да добиам истиот позитивен одговор. И на некој начин тоа беше на позитивна повратна спрега каде што едно на друго си се надоврзуваат. Да, награда за вложениот труд, секако. Кога подготвував разговорот со тебе и морав да те прашам во секој случај, дали имаш преполагано испит затоа што беше незадоволен од оцената? Испит како таков, мислам дека не. Колоквиуми се случува најмногу кога беше пандемијата и кога беше тој момент на дали да одеме онлайн, дали да одеме со физичко присуство. Имаше дел од технички проблеми или аспект кога на онлайн полагањето нема да испадне како што треба и тогаш се случуваше еднаш, мисли чини сега да не се сеќавам точно, да одам на со физичко присуство полагање и на физичко присуство беше сето во ред, односно кога сум во амфитеатар, кога имам тест пред мене кој што можам различен е фидбекот различен е фидбекот кога е во живо, меѓутоа пак ќе речам тоа беше повеќе технички аспект споредено со преполагањето. 76 предмети, како што кажа, околу 300 испити и колоквиуми. Рекордно, морам да нагласам, рекорден рок 6 години. За да го постигнеш ова што ти го направи, е потребно сериозно, многу дисциплина, многу посветеност и работна етика во секој случај. Можеш ли да ми опишеш како изгледаше твоето студирање? Колку време посветуваше на факултетот? Колку време ти требаше, во зависност од испитот, подготвувањето на испитите? Како беше еден твој ден? Така, точно континуираното спремање на испити на колоквиуми е непрекинат процес при студирањето на медицинскиот факултет. Би рекол дека во текот на еден ден сигурно ми треба 6, 7 и 8 часа. Станува збор за континуирано секој ден, освен нормално тие недели, некогаш и денови кои што се после колоквиумска испитна сесија, кои што мора да користат малку за одмор и собирање на сите тие искуства кои што ги имале од полагањата, меѓутоа сите останати денови, недели во текот на целата година, зборуваме и зимски период, летен период, кога има повторно 2 испитни сесии, би рекол дека секој ден од прилика вклучуваше по 6, 7, 8 часа континуирано учење. Испитите во зависност од нивната големина, не за некој беше потребно недела дена, за некој веќе зборуваме за месеци. Така да една униформна бројка конкретно за секој предмет е тешко да се даде нели во однос на нивниот обем на материјал. Меѓутоа да, станува збор за 5 години, бидејќи 6-та година не е само пракса, континуирано секојдневно спремање со по
скоро работно време кај што треба да се вложи за... Браво, тоа е премена сериозен на напор и сериозен труд. Затоа тоа и го повлекува прашањето, што жртвуваше за да дали жртвуваше нешто и ако жртвуваше, од што мораше да се откажеш за да успееш да ги издействуваш тие 8 часа во денот кои што ќе ги посветиш на науката и на надоградувањето? Од оваа гледна точка не мислам дека се имам откажано нешто значајно за сега да осеќам празнина во текот на моето студирање. Едноставно имаше време и за социјален живот, родители, спорт. Ако хоби. добро го организираш. Ако добро се организира, има време и доколку луѓето со кои што си во контакт исто така се амбициозни и разбираат што се е потребно и на некој начин сите сте вложени на исто ниво, па едноставно навистина не осеќам дека нешто имам изгубено или испуштено во текот на моето Но студирање. имаш многу постигнато, тоа нема никогаш да го заборавиш. Заврши, го финишираше факултетот, заврши, сега си доктор, заврши општа медицина и сега си на еден вид на крстопат. Па ме интересира на каде ќе оди Стефан, што те привлекува повеќе? Лекување, класичното лекување, дијагностицирање на пациенти и лекување или пак научно-истражувачка дејност? Каде се гледаш себе си повеќе? Така, клиничкиот аспект е незаменлив дел за секој лекар, меѓутоа, иако одбрав медицина, таа научно-истражувачка дејност, која што и љубов кон таа научно-истражувачка дејност постоеше уште од основно, уште од средно, па на некој начин тлеела и во моментов можам да кажам дека повторно преовладува, па научно-истражувачкиот сегмент е таму каде што сега би се свртил. Секако тоа по тоа не подразбирам дека ќе го исклучам клиничкиот аспект, односно контакт, прегледи Секако не можеш со да пациенти, изгубиш така. контакт со пациенти. Меѓутоа, научно-истражувачката работа е таа што најмногу ме фасцинира, ми е предизвик и се гледам во иднина како по-фокусиран во научно-истражувачкиот аспект на медицината. Стефан, 76 предмети, како што кажа и ти, но сепак си имал некои фаворити. Сите имаме омилени предмети и не толку омилени предмети. Кои беа твоите омилени предмети на медицина? Најомилени предмети ми беа некои од предклиничките предмети. Тука во прв план би ги издвоил имунологија, генетика, патофизиологија и патологија како 4 предмети кои што најмногу ми оставија впечаток и на некој начин се пронајдов себе си учејќи ги нив уште кога бев веќе втора година, зборуваме на почетокот од моето високо образование. Да, но има поврзаност имунологија, генетика, патологија. Сите некако движат на кај научната основа, односно Така? така, да. Некако се поврзани, некако одат повеќе кон научно-истражувачка отколку класична, да речам, лекарска кариера. Интересно е што, како што кажа и ти, 5 години се полагаат испити, 6-та година веќе испитите завршуваат. Како за тебе течеше 6-та година на факултетот? Так, како што споменав, бидејќи ме интересираат овие 4 предмети кои што ги споменав и во претходното прашање, уште во 5-та година доброволно се обратив на Институтот за имунологија и хумана генетика, земајќи во предвид пандемијата, кратко доброволно одев уште тогаш, меѓутоа во 6-та година осетив најмногу слободно време, имајќи во предвид дека се уште тече стаж, меѓутоа тоа што нема испити и континуирани полагања, ми даде за можност да аплицирам, а потоа и да ме изберат за демонстратор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика по предметите имунологија и хумана генетика. Така, тоа што ме интересира. Дали е тоа често студент 6-та година да биде демонстратор на студентите што се прва и втора година? Па би рекол дека тие што го сакаат тој академски правец во медицината, оно што сакаат да предаваат и да им помогнат на помладите колеги, дека се случува да бидат одбрани за демонстратори. Секако зборуваме тука воглавно за институтски предмети, односно повторно осврнати на повеќе на теоретски и научно-истражувачки аспект. Па не е често да се јавува таква желба меѓу студентите да учествуваат во тоа. Меѓутоа, да, има примери кога... Сега, како што кажа, значи, влегуваш на Институтот за имунологија,
Таму тогаш беше Петличковски, доктор Петличковски, така? Така, и во моментот, да. Да, сега е и на председател на Комисија за заразни болести, Така. ако се сеќавам, да. И во екот на пандемијата, на коронавирусот, почнувате со истражување и испитување. Што конкретно работеше ти? Така, најпрво видов преку социјални мрежи за еден конгрес во Холандија, кој што ми звучеше тогаш дури недостижен, меѓутоа жалбата за научно-истражувачка работа, така, и можностите кои што ги има на институтот, зборувам и од кадровски аспект првично, односно луѓе кои што се отворени за соработка. После дискусија одбравме некоја тема како да го споиме предизвиците кои што ги нуди пандемијата и да изваиме максимум, да извлечеме максимум од истите со цел примена во една научна област. Така, Македонија во тоа време во борбата со пандемијата користеше различни типови на вакцини кои што беа достапни против SARS-CoV-2 вирусот. Па имавме една идеја да споредиме два различни типови на вакцини, зборуваме за руската Спутник вакцина со Pfizer вакцината и да видиме како таа комбинација на вакцини, наречена хетерологна вакцинација. Како ги споредувавте, да се нејасно? Кога зборувам за хетерологна вакцинација, значи дека неколку од дозите се од еден тип на вакцина. Во случајов, конкретно во примеров што го зборувам, стануваше збор за здравствени работници кои што првите две дози им биле Спутник вакцина, која што е аденовирална, а бустерот беше секогаш Pfizer. Па сега овој хетерологен принцип го споредуваме со оние кои што имаат примено само Pfizer вакцини и гледаме каква импликација би имало тоа на земји кои што немаат најнаш пристап до оние препорачани ефикасни вакцини како Pfizerот. Дали беше подобро да чекаме да пристигнат Pfizer вакцини или едноставно примена на тоа што е достапно во моментот, па понатаму можеби бустерирање, односно надградување со друга вакцина е исто така успешно. Го направивме тоа, претпоставувам дека беше добро направено, бидејќи Универзитетот во Гронинген во Холандија го прифати трудот и во јуни месец оваа година заедно со, бидејќи станува збор за светски конгрес, со истражувачи, докторанти, магистри од целиот свет, учествував на истиот тој, каде што ги презентирав резултатите од тој труд и беа доста задоволни со пофални зборови за тоа како сепак една мала земја излегол таква квалитетна научна работа. И морам да се пофалам дека официјално е и достапен на интернет, односно објавен е во Хрватско медицинско списание на истиот овој целосен комплетен труд. Браво. На кусо, што беа резултатите од трудот? Дека хетерологната вакцинација не само што е неинфериорна, туку е дури споредлива и може дефинитивно да се носи со она вакцинација што користи само еден тип на вакцини. Затоа што, ако се сеќавам, имаше жестока дебата дали воопшто треба да, не да веќе за вакцинација, дали воопшто треба да се мешаат вакцините, да која со која вакцина, коктелот, еве да го наречам, коктелот како би изгледал и кој беше најефикасно? Па за најефикасно не би зборувал конкретно, меѓутоа зависи од секој човек, од неговиот организам и генетика, но меѓутоа беше идејата и заклучокот дека комбинирањето на две вакцини кои што не се ни со иста технологија направена, сепак доведува до добар имунитет и заштита. Дури ако не беа со иста технологија, како што беа на пример Спутник и Pfizer. Да. Интересно. Како е, кажи ми, како беше да се работи во ек на пандемија, истражувачка работа, научно-истражувачка на Институтот на имунологија со поискусни колеги? Да, како беше, дали веднаш се вклопи, имаше ли трема, например? Сепак мора и тоа да те прашам. Да, ново е. Ново е дефинитивно, имав трема, сепак станува збор за искусни, еден од доста искусен кадар на институтот, кој што до пред 3 години биле професори кои што ми предавале и сега да имам таа чест да работам заедно не само на трудов и секој дневно. И во ек на пандемија, тоа да не го заборавиме. Тоа да не го заборавиме како за имунолог. Точно, беше голема чест и големо искуство за мене и мислам дека тоа е тоа што дефинитивно ми го даде одговорот дека научно-истражувачка работа е за мене. Тоа искуство што го имав таму најпрво доброволно, а потоа и како демонстратор, беше тоа што ме обликуваше едноставно како доктор и ми го трасираше патот за кон што би сакал да продолжам. Патот е веќе трасиран.
Универзитетот во Гронинген е твојата следна дестинација. Кажи ми, одиш во Холандија, ќе се надградуваш, ќе се вратиш. Така, Што? веднаш по завршувањето на конгресот аплицирав на конкурс за добивање едномесечен грант за истражувачка работа во истиот универзитет, кое што после неколку месечно разгледување добив повратен одговор дека сум примен и дека за еден месец од сега, односно месец февруари, ме чека една месечна обука таму, после што планирам да се вратам во Македонија. Докторските студии се отворени во Гронинген со самото врачување на овој грант за едномесечна обука. Тие ме извести дека очекуваат дека докторските студии, односно постдипломските, би ги продолжил на нивниот универзитет. Па тоа е дефинитивно една од опциите која што ја разгледувам за понатаму. Истата понуда имаш од медицинскиот во Скопје? Гледам перспектива и на медицинскиот факултет тука во Скопје и веднаш затоа споменав по истекот на овој еден месец во Холандија се враќам тука, каде што тој пат кој што сметам дека е правилен, односно доброволно демонстраторство, кадека е правилниот пат за студентите уште додека студираат да се навистина во контакт со тоа што се прави секојдневно на местото кое што го сакаат. Па се надевам дека и тука би имало позитивен епилог, односно тој епилог би бил вработување соодветно на. Добро, но останува да има време до тогаш самиот ќе одлучиш. Неделковски, кажи ми, каде се гледаш себе по 10 години? За 10 години од денес, каде се гледаш себе? Доколку зборувам максимално за моите амбиции, за 10 години би се гледал со започнување или во тек на некој субспецијалистички дел, ако веќе би била завршена специјализацијата. Се надевам со веќе стекнати докторски студии, па во добар тим во лабораторија каде што се вршат научни истражувања од областа на имунологијата, секако не заборавајќи ги секојдневниот контакт со пациентите, и доколку веќе зборувам за амбиции и академски аспект на сето ова, односно предавање вежби со студенти и слично. Значи, во секој случај се гледаш себе како ќе го пренесуваш своето знаење на другите, покрај тоа што научно-истражувачката дејност ќе ти биде фокус. Вака, во досега и во твоето студирање, и студиските посети, и работните посети, предпоставам дека имаше доволно контакти со студенти од други држави, со кои што сигурен сум, се надевам дека сте разговарале за вашите искуства. Предпоставам дека ти пренеле како е поставен нивниот образовен систем, си можел да направиш споредба. Како според тебе е поставен образовниот систем во Македонија? Дали е во ред, што ти се допаѓа, што, например, би сменил, доколку би можел? Најпрво морам да напоменам дека покрај тоа што го имам постигнато до сега, сум многу далеку од експерт за да моето мислење има некаква релевантност за промени кои што би ги направили слично. Меѓутоа, во контактот најмногу со колеги од фелата, односно студенти по медицина или постдипломци од медицина, и кога зборувам за поразвиени држави, најголемата разлика која што забележувам е во технологијата и финансиите кои им се на располагање за вложување, научни истражувања и остварување на нивните цели преку научно-истражувачки проекти и подвизи кои што ги превземаат. Од друга страна, па, на некој начин, иако не е недостаток, и тоа има некои очигледни разлики со нас, имено кога имаат толкав извор на можности и технологии кои што кај нас се уште не се достапни, тогаш едноставно оне ментален аспект на како да се применат тие технологии кои што им се на располагање, кај нас би рекол дека е поразвијан. Имено ние располагаме можеби со помалку технолошки можности, меѓутоа знаеме што е тоа што недостасува конкретно, доколку зборуваме стрикно за медицината, па така и знаеме да го насочиме нашето размислување во таа насока и да дадеме може дури попрактични решенија. Добро импровизираме. И резултати, да. Добро знаеме да импровизираме. Споредено со доколку едноставно би имале пристап до поголема технологија. Јас сум согласен
мислам дека тука сме на иста линија. Јас сум убеден дека во Македонија и на образованието во Македонија не недостасуваат квалитетни кадри. Мислам дека имаме одлични кадри, но тука сепак е пречката со финансиите. Колку пати си имал проблем во твојата научно-истражувачка дејност? Колку финансиите, односно немањето на финансии, влијаат и врз развивањето и врз квалитетот на истражувањето? Мислам дека немам доволно искуство за тоа да можам да кажам дека некогаш бев спречен поради финансиски причини да... Не велам дека јасно. Сигурно не си бил спречен. Да, меѓутоа, засега сум немал толку големи подвизи за финансиски потешкоти да ми влијаат на тоа што ме интересирало и што сакам да сум го правил, не било толку базирано на голема финансиска поддршка. Не знам како би било во следниот период кога веќе зборуваме за напредни истражувања, навистина не знам како ќе влијае тој процес и немам размислувано за колку би било голема пречка истото. Јас се надевам дека нема да биде никаква пречка. За крај би сакал отворено со тебе. Се почесто се зборува за образованието во Македонија, скандали, дека тоне образованието, но не е се така црно. Ти си еден пример кој што е доказ дека не е се така црно и дека може да се успее. За тоа би сакал да те прашам, која е твојата порака? Еве до студентите, до идните академци, која е твојата порака? Мојата порака е најпрво секој да си има некоја своја цел кој што сака да ја оствари. Било да е на ниво на факултет, односно добивање солиден успех, било да е на ниво на понатаму во професионален аспект. Најбитно и приоритет тоа што е тоа да се има некоја цел кон која што би движел и после остварувањето на истата да не се застане тука, туку само да се постави уште една нова цел на повисоко ниво, бидејќи тоа само мотивирање, тоа што е неопходно за секој студент да успее, доколку зборувам конкретно за студенти. Нормално дека се наидува на различни пречки, на моменти личат на неправди и слично, меѓутоа ако да не се дозволи тие пречки, неправди и на некој начин моменти кои што личат дека нема излез, да влијаат врз целта која што е главна зацртана. И повторно, по остварување на истата, да не се заборави мотивираноста која што не донела дотука и поставувањето на нова цел да се продолжи со иста таква мотивираност. Стефан, ти благодарам за разговорот. Ви благодарам. Знам дека немам двојба дека ќе постигнеш многу и дека Светската академска заедница допрва ќе чуе за тебе и за твоите успеси. А сега ќе го погледнеме прилогот, ќе го погледнеме разговорот со 17-годишниот Јан Стојановски. Со него не разговаравме тука во студиото на Топ тема во телевизија Телма, туку разговаравме во неговата, можам да кажам, природна средина. Тоа е лабораторијата во средното училиште Јахја Кемал. Да го погледнеме разговорот. Благодарам што одвои време за да гостуваш во Топ тема, телевизија Телма. Мене, а и на телевизијата ни представува особена чест и задоволство да имаме вреден дечко како тебе, што ќе ги сподели мислите, размислувањата, ќе ја открие етиката и принципите на кои што работи. Прво што сакав со оглед на тоа што навистина имаш импресивна биографија како за 16 или 17? 17 годишно момче, импресивна. Ме интересира како успеваш се да постигнеш, со оглед дека и твојот и мојот ден има 24 часа. Добро, првин благодарам за гостувањето. А за постигнувањата како стигнам, па секогаш е со времето најограничувачки фактор е во се. Дека дали ќе се стигне и со училиште, и со тестови, и со се останато. Треба да се организира добро времето, ако си има слободно време да тогаш да се завршат сите работи. Тоа е најтешкото. И за време на школа, ако може, ако има некој досаден час, друго што веќе се знае материјал, друго да се подучи така. Значи не може да остане некоја минута неискористена, всушност тоа е луксус кај тебе.
Така некако, ама треба да си има некое време кај што да се опуштиш, да декомпресија да имаш, што викаат за... Да си го посветиш на себе. Да. Вака, од ова што може да видаме, очигледно дека природните науки ти лежат. Кажи ми, кога се јави интересот? Што точно те привлекува кај природните науки за разлика од општествените? Добро, уште кога бев мал, татко ми даваше со електроника и со така работи да се занимавам, така да уште тогаш имав некој мала нишка што ме интересираше. Но на крај кога постар станав, тогаш првен се заинтересирав многу со хемијата, зашто ми беше волшебно како може толку да се знае за природниот свет и да се контролираат работите, и како поише учев хемија, така и за физиката, дека може уште повеќе да се знае, на крај до математиката. Најмногу ми се допаѓа тоа што се многу точни и прецизни во нивните тврдења, дека не се одоколу описни, туку точно кажуваат како се одвиваат нештата, тоа е точноста и прецизноста, најмногу ми се допадна во тие. Сепак, но начинот за да се стигне до таа прецизност е многу тежок во секој случај. Тоа се милиони и милиони равенки, формули. Како успеваш да ги совладаш? Како ти оди? Па добро е, има со време се совладува, се учи како со вежбање, со учење, ќе се научи се. Вака, за гледачите да знаат, годинава имаше неколку надпревари. Во сите без исклучок си во топ 3 надпреварувачите. Кажи ми, еве вака, првиот надпревар, по знаење. Значи, разговараме кога беше и по што беше тој надпревар. Првиот надпревар на кој што учествував во основно оделение, 6 или 7, е по информатика тогаш кога почнав, исто така и програмирав кога бев мал од електрониката. А сега? Сега многу помалку програмирам, тоа повеќе во слуга за математиката. Тогаш ме пријавив од училиштето и се решив, не одев толку сериозно, но бидејќи секој ден нели програмирав, на крај ми дојде брзо стигнав до надпреварот и поминав нели тие што се повеќе циклуси и на крај решив дека ќе се усериозам за редните години, така првите неколку години се надпреварував исклучиво информатика и тоа ми беше страста. Кажи ми, еве, првиот надпревар. Сети се, имаше трема? Секогаш имав трема, на првиот имав најмалку трема, мислам дека од сите надпревари, како поише да се надпреварувам, така повеќе трема има, мислам дека. Па, што повеќе знам, тоа и повеќе и моите очекувања и после и од другите очекувања што имаат и едноставно кога си вложил многу работа во тоа, не сакаш да, пошто се можно да се случи на дента на надпреварот, не сакаш да ти се погоди некоја неволја за да не поминеш добро. Кажи ми, во моментов се надпреваруваш на повеќе полиња. По кои предмети одиш на надпревари? Добро, сега за математика, физика и хемија ми се трите главни места каде што се надпреварувам. Кажи ми годинава? Годинава на меѓународни олимпијади бев и на математика и на физика. И на хемија влегов на олимпијадите, но не успев, бидејќи се преклопуваа со останатите, не успев на нив да одам, така да... Кои беа успесите што ги постигна? Бев на светската математика имав бронза, на балканската математика имав сребро, и на балканската физика имав злато, и на европската физика имав исто така бронза. Кажи ми, до сега колку медали имаш освоено? Колку први, втори и трети места? Дали воопшто ги броиш или престана да ги броиш? Не ги бројам. Не дека некогаш сум ги бројал тие... Не бројам надпревари на колку сум бил, само гледам за општо како сум поминал на тоа. Само што подобро да поминеш. Да. Вака, повеќе од јасно е дека твоите познавања, твоите знаења во природните науки се далеку поголеми и далеку подлабоки од оние што се на твоите врсници и од она што е во учебниците напишано за возраста, за твојот клас, за возраста која што изучуваш. Ме интересира како успеа да стигнеш до тука, како успеа да стигнеш толку далеку со оглед на твоите години, дали самиот се интересираше, самиот бараше дополнителна литература, како се надградуваш? Добро, првин почнав само со тоа од училиште што го имавме, но имав и добри професори кои ме потикна, видео дека тоа ме интересира и ме потикна малку повеќе да работам. И со тоа што го има само во учебниците за основно и за средно, невозможно е ништо многу повеќе да се научи. Така да почнав веднаш со интернет и со тоа и побарав и некои други учебници ако може да ми дадат. Други учебници?
од првин за средно, кога бев основно, после видов и некои што се посебно за подготовки за надпревари и за слично што имаат повеќе за факултет некои учебници. Така. Додека беше основно. Основно средно тука кога преминав. Потоа и наставници им ги замолував да ми одржат некои да ми кажат нешто повеќе час ако може да ми одржат и слично за подробно да ги разберам сите нешто што ги имав и така. Во главном повеќето знаењето и за сите надпреварувачи за тоа е стекнато сами што го стекнале, не од училиштето тоа што го има во учебниците. Добро, колку време ти беше потребно за да се надградиш, да стигнеш до ниво до кое што си сега? Па треба време. Јас математика кога почнав да се надпреварувам, почнав крај на 9-то, тогаш најмногу ме заинтересира, прва година средно и веќе неколку години се потребни за работа за да се стигне до некој ниво да се влезе, така да секогаш времето има таму барем година, две. Кога зборуваме за математика, математика е широко поле. Што најмногу ти лежи, што најмногу те привлекува таму? Алгебра, геометрија или? Долго време теорија на броеви најмногу сакам, но и геометријата сакам, но таа долго време послабо ми одеше од сите други полиња, бидејќи за неа на пример најмалку има и така и во училишни програми за се и најмалку знаев за неа, но што поише учам и таа многу занимлива наука е заедно. Така да теорија на броеви, алгебра и геометрија мислам. Ева кажа дека уште на почетокот дека дека во основно барем со учебниците со кои што ти си работел не е доволно. Е само почетно, да не кажам јас површно, не туку дека за тебе не е доволно. Затоа кажи ми како ја оценуваш ти содржината на учебниците со кои што си се сретнал до сега или од кои што си учел до сега, кои што се задолжителни секако? Па вака, од нашите учебници кога ги гледам, сега посебно мислам за мене не е баш праведно да судам бидејќи не учам во јавно училиште, но сепак се водиме по истата програма како во јавните училишта, нели се користиме со истите учебници, така да можам да ги оценам од прилика. Морам да кажам дека постарите учебници се сигурно подобри од сегашните, кога ќе се види по материјалот изучен и по начинот на учење и по се далеку повеќе знаење даваат. Посебно сега ова со новите програми што се и Кембридж и сосем што сакаат да ги спојат, се послабо и послабо оди образованието кај нас, но еве ако гледам и од други со тие што се надпреваруваме, ако прашам. Да, и тоа ќе те прашам секако. Сите во главном ни се имаме или книги што се направени строго за надпревари, бидејќи има некои ентузијасти, еве тука е кај нас што работат за надпревари, што се трудат, не се така да има луѓе кои сакаат да го подобрат тоа. Има од нив книги од интернет, многу има ресурси за тоа и има исто така еве на пример српски книги користам барем јас, бидејќи српските имаат многу повеќе отколку нашите да понудат за тоа што за знаење, за тоа што треба. На надпревари, значи одиш на регионални и европски надпревари на светско ниво, сигурно разговарате со твоите врсници со кои што се надпреваруваш. Кажи ми во поглед на образовниот систем, што е различно кај нив од кај нас во Македонија? Па еве можам да кажем еве и со балканските земји како Србија, Бугарија и слично што ни се наши соседи и посебно и европските земји како Германија и слично, можам неколку одлики што имаат они што ние ги немаме, имаат специјализирана програма што одма ги остручува децата на едно поле да се надпреваруваат. Например, Србија има таму математичко-информатичка гимназија која ги спрема цело време учениците да се одлични математичари, физичари што излегуваат од таму. Насочено образование. Да, веднаш, а нема и не ги обременуваат толку со останати работи, така да повеќе само на едно место ги остручуваат. Исто така гледам например Германија например и слично, кога бевме на олимпијади ни раскажува колку имале подготовки, дека имале цел камп што се одржал за да има месец време се подготвувале за еден надпревар и слично. Ние немаме ништо слично кај нас. Професорите многу се трудат се да направат, ама не можат например да не повикаат на камп и да ни дадат експерименти да правиме тоа, бидејќи тоа кај нас никој не може да си приушти тоа да го направи. Сметаш дека недостасува таа селекција, профилирање? Детето има интерес и афинитет кон овие предмети или кон овие науки? Дај да го насочиме? Сметам и дека тоа недостасува, што точно иако кај нас сега еве започна и математичко-информатичка гимназија, но веднаш мислам почна и дури тие што беа најголеми ентузијасти да ја тераат, еве сега се откажуваат бидејќи почна и политиката малку да се вмешува кај што не треба да се вмешува.
И така, но покрај тоа што треба да се концентрира, да се остручи веднаш или на едно поле, сметам дека имам недостиг на ресурси и останати средства нема за да се направат работите. Еве и на факултет кога одиме, нема доволно, професорите се многу амбициозни, се стремат за нас, многу сакаат да ни помогнат, но немаат општо како им се трудат се што може да ни направат, но пак недостасува. Да, недостасуваат материјали на факултет кои ќе отидеме, нема средства, нема од нивни лични пари некои експерименти што ги успеале да ги набават, така да. Да. Еве вака, кажи ми кој матурата е следната година, веќе те очекува. Кажи ми кој е твојот 5-годишен план? Каде се гледаш себе за 10 години од денеска? Па има уште многу време. Јас барем така се гледам сега дека уште една година барем. Сега гледам на неколку факултети каде би аплицирал за да студирам таму. Гледам во Европа, нели Англија, Германија, Америка таму, и Америка за студии. Ама општо и кај нас ми се отворени секогаш нели вратите да студирам и на нашите факултети, така да ќе видам. Би сакал стручно каде се гледам себе си. Се гледам повеќе во академија и во тоа. Би сакал таа кариера да ја продолжам. Тоа е според Научно истражувач. Да, таа. Да, со оглед дека ти за една година завршуваш, кажи ми, дали веќе имаш понуди или покани од некои факултети да им се приклучиш од како ќе матурираш? Тоа само од нашите, бидејќи истите професори некои не подготвуваат за надпревари, ни се и професори на факултети, они секогаш ни велат дека сме секогаш добре дојдени кај нив, така да тоа ни се за останати за меѓународни факултети помалку тоа треба. Вака, кажи ми, колку слободно време имаш ти во денот? Па, релативно малку, брзо се пополнува времето и со надпревари, и со училиште, и со се. Така да има малку време за дружба со пријатели со тоа и толку нема многу. Кога вежбаш виолина, со оглед дека и виолината е твоја пасија? Така, виолина се трудам што повеќе да вежбам. Некогаш знам да ја изоставам, особено кога има многу нешта и тогаш ми е криво многу. Бидејќи виолината е прекрасно и било кој инструмент, општо музиката, не опушта и прекрасно да се свири инструмент. Секому би му препорачал да, ако може, нека оди да. Имаш обилен композитор? Имав неколку повеќе што ги менував. Едно време многу Шостаковиќ го сакав, па Брамс го сакав, сега мислам дека Бах најмногу ми се допаѓа. Знам дека често одговорам, ама Бах ми се допаѓа, не знам зашто кога го вежбам. Но најубаво сум се чувствувал кога сум вежбал Бах до сега. Има некоја спокојност во тоа кога се вежбаат неговите. Дека виолината оди рака под рака и со Паганини. До тој степен јас не сум за да. Јас сепак свирам порекреативно, не сум стручен. Паганини е веќе за сериозни музичари. Веќе се, она што би сакал да те прашам за крај е да знаеш што сакаш и каде сакаш да продолжиш. Велиш дека сакаш да се бавиш со да бидеш во академската среднина. Кој е твојот сон? Што за тебе ќе представува, барем од оваа гледна точка и од оваа временска дистанца, што за тебе ќе представува најголемиот успех во твојот живот? Тоа е тешко прашање, бидејќи се уште не знам, не знам за еднината како ќе биде и што ќе биде. Дефинитивно сакам да работам, не ми е толку битно за да работам во некој предпријатие или така некоја работа, да имам побитно ми е во истражување, кој што кажав академија, помило би ми било и да не се толку пари, да не е голема платата, да не е ништо друго. Да, има предпријатија како ЦЕРН. Да, добро. Тоа се еден вид на предпријатие. Добро, тие ги сметам повеќе за научно-истражувачки отколку за. Дали се гледаш можеби таму? Помалку, јас повеќе се гледам построго во академските, во факултетите во тоа. Во ЦЕРН секако тоа е поблиску отколку НАСА, што е НАСА е под. И за крај би сакал да те прашам, може ли во Македонија да се учи? Дали е со оглед дека се почесто и почесто има се поголеми критики кон образовниот систем, начинот на образование. Еве ти си пример дека не е баш се така црно. Кажи ми која е твојата, имаш ли порака и до твоите врсници, идните средношколци, идните академци и секако до тие што го креираат
образовниот систем. Која е твојата порака? Па, за моите врсници би рекол дека ако сака некој нешто да знае, секако дека ќе знае, со доволно работа и труд се е возможно. Независно дали во Македонија или во Америка, не помага, или во Европа, не помага толку средината колку личниот влог што е. Најбитно е од себе да почнеш, па потоа од што другите ќе ти понудат. А потоа за останатото за образованието, среќа кај факултетите и кај универзитетите, образованието се уште на висок степен. Најмногу трпат основното и средното еве сега во последни времиња. На факултетите сепак има одлични професори, имаат, нели, кадарот не е никогаш слаб и програмата е добра. Единствен проблем кај нашите факултети е признанието и средствата што недостасуваат. Јан, ти благодарам за времето, ти благодарам за тоа што ги сподели мислите и размислувањата со нас. Ти благодарам за се досега што успеа да постигнеш на надпреварите со кои што Македонија ја ставаш на картата на светската мапа на науката. Ти посакувам уште безброј успеси во животот и не запирај затоа што за тебе мислам дека нема да има граници. Ви благодарам. Јан, заборев само уште ова да те прашам, а стварно навистина ме интересира. Кој е најголемиот на сите времиња, Њутон или Ајнштајн? Ова е тешко прашање, ама вака за брзо ќе кажам Њутон за краток одговор. Се гледаме и празник, стрекни празници и за секој твој успех, Телма ти стои отворен. Благодарам. Исто и вам. Ајде, чао! Да, почитувани гледачи, тоа беше Јан Стојановски, бисер за кој што сум цврсто убеден дека како и Неделковски ќе бидат амбасадори на Македонија во светот на науката. А сега одиме со вториот блок реклами. Се враќаме назад. Почитувани гледачи, мене ми припадна честа да ја одјавам последната емисија на Топ Тема во оваа 2022 година. Верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и ги исполнивме вашите очекувања. Останете со нас и во годината што доаѓа. Ве очекуваат извонредни анализи и дебати на теми и секако за проблеми кои ги допираат и засегаат граѓаните и македонското општество. Ви посакувам среќна нова година, среќни празници, многу здравје, среќа и берикет. Довидување.